Создаваме насмевки, подаруваме училишен прибор, ранци и добри важни нешта за нашите првачиња. Училиштето е важен сегмент за вашата иднина. Добре ни дојдовте првачиња. Новите генерации се важни. Денешната активност која се одвива во Основното училиште Ѓорги Сугарев е дел од проектот БАјР, здружена акција на Битола за вклучување на ромите. Иако проектот е во главном за урбана регенерација, постојат кампањи во самиот проект кои се од помош за локалното ромско население и се за помош во социјалниот дел, едукацијата, здравството, пристапот до јавните услуги. Во проектот се предвидени 7 вакви кампањи и ми е драго што од сите тие кампањи почнуваме прво со образованието и почнуваме во Ѓорги Сугарев училиште кое 90% мислам дека од популацијата која учи тука е дел од ромското население и се надевам дека со почетокот на оваа активност и со други активности кои ги имаме во проектот ќе успееме барем дел од младите роми кои треба да се едуцираат, да се образуваат, да ги поттикнеме да го започнат тој процес, затоа што знаеме дека отприлика околу 50-60% од младата ромска популација не сакаат да речеме да го започнат својот образовен процес. Денес сите првачиња од Основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола добија ранчиња со школски прибор за почетокот на новата учебна година. Ранчињата и школскиот прибор се обезбедени од фондација Преда Плюс како дел од проектот БАјР, здружена акција за вклучување на роми, кој што заеднички се реализира со италијанската невладина организација Козви, Општина Битола и Преда Плюс фондација. Кампањата денес, која што се случуваше во ова училиште, беше иницијатива на повеќе организации, односно на Основното училиште Ѓорги Сугарев, на невладината организација Суминал, како и на образовните медијатори, кои што работат под Министерството за образование. Всушност, оваа кампања е дел од кампањата за зголемување на бројот на запишани првоодделенци од ромска националност, како и кампања за поттикнување на посетување на образованието од страна на ромските деца. Генерално ситуацијата со вклучување на образованието на ромите е на многу ниско ниво. Пред се тоа се должи на повеќе фактори и еден од поголемите фактори е и самата економска ситуација и сиромаштијата во која што голем дел од ова население во оваа населба живее. Денес е посебен ден за нашето училиште, затоа што си ги пречекавме новите првачиња. Благодарност до сите наши партнери, родители и до Општина Битола, затоа што не поддржа овој наш прв училишен ден, најсветол ден за првачињата, да ни биде вака посебно убав и радосен, затоа што беа обезбедени училишни ранци со училишен прибор за секој ученик. Исто беше обезбедена и ваучер за бесплатно членство во библиотеката, како и различни производи, овошни производи кои што ги добија учениците. Уште еднаш благодарам на сите поддржувачи. Јас сум Алмин Емрулов, имам 19 години и живеам во Битола. Како дете немав премногу јасен сон и желба
што сакам да бидам кога ќе пораснам. Но самите години ме одведеа таму каде што сум посакувал. Денес сум да речам успешен инфлуенсер, соработувам со фирми што никогаш не сум помислил дека ќе бидат во мој раце и дека ќе ги промовирам на мојот Инстаграм профил. И дека од истите ќе заработувам. Оно што го научив низ изминатиот период е тоа што патот кон успехот е тежок, но за да успееш мора да го изодиш. Јас сум Ферзија Сановска. Имам 23 години и живеам во Битола. Како дете сонував да бидам козметичарка и да имам козметички салон во мојот дом, бидејќи мајка ми купуваше разнобојни видови на лакови за ногти, цртачи, циркончиња, цветчиња и така натаму. Со голема љубов нив секој ден ги цртав. Денес сум дипломиран економист на насоката сметководство и ревизија на економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и активист сум во невладиниот сектор за подобрување на ромската заедница. Јас сум Денис Арслановски, живеам во Битола. В моите први школски денови имам сеќавање на дожлива есен и на едни панталони кои имаат дупка над коленцето и баба ми ги суши со црн конец, а бога ми ги памтам и празните соленки од Жито Битола. Како дете сонував да бидам наставник, доктор или уметник. Инаку дипломирав на Техничкиот факултет во Битола, сега сум магистрант на студиите за менеджмент на човечки ресурси. Изреката "биди промената што сакаш да ја видиш во светот" веќе долго време ме бодри во повеќе полиња, меѓу другото и како граѓански активист. Иако светот не е лесно место за некој кој доаѓа од маргините, образованието навистина отвора многу нови можности, како за вработување, така и за зголемување на квалитетот на животот. Благодарение на вложувањето во моето образование спознав многу работи, искуства и луѓе кои дополнително го проширија моите хоризонти. Моментално работам на проект од Министерство за труд и социјална политика, кој има за цел да ги овозможи социјалните права и до најмаргинализираните роми. Јас сум Сонита Фајзовска. Имам 21 година. Секој пат кога во детството ме прашуваа што сакам да бидам кога ќе пораснам, одговорите беа секогаш различни. Сонував да бидам мајка која ќе се грижи за своите деца, пожарникар, новинар, уметник и така натаму. Со текот на годините растеме, ставовите и соништата постојано се менуваат. Така, сега студирам на Педагошкиот факултет и на одсекот социјална и рехабилитацијска педагогија. Денес сум активист на ромската заедница, волонтер во Центарот за лица со интелектуална попреченост Порака Битола и ромски образован медијатор. Ако добиев се што сакав, денес не може да бидам ова што сум. И благодарна сум за се што добив и изгубив за да стигнам баш тука каде што сум. Она што го научив низ изминатиот период е да верувам повеќе во себе, дека никој не е совршен и дека постои почеток и крај за се. Образованието во животот е важно колку што е важна и храната, облеката и засолништето. Од секогаш ме мотивирала следната мисла. Ако не ги оствариш сосвените соништа, некој ќе те вработи за да ги оствариш неговите. Она што го научив низ минатиот период е дека не треба да се откажеме од тоа што го посакуваме, односно кон тоа што целиме. Не е лесен патот до успехот, тоа сите го знаеме, но со многу труд и со многу љубов ќе се постигне посакуваната цел. Од секогаш ме мотивирала мислата: следи ги своите соништа. Посакувам да има што повеќе образовани роми, кои меѓу другото ќе бидат од помош и на својата заедница, која е една од најмаргинализираните и најдискриминираните во нашето општество.